Добар ден, почитувани. Ова е стартот на уште една нова телма амбуланта. Кои причини може да доведат до кашлица кај возрастните? Што се презема доколку кашлицата е упорна, дали може на некаков начин да се ублажи? Колку време може да трае кашлицата и што се лекува? Дали причината што довела до кашлица или пак самата кашлица? Дали кашлицата е симптом или пак болест? Ке го запрашаме денешниот гостин, доцент доктор Маријан Баловски, пулмолог-алерголог во Градската општа болница 8 септември. Останете на телма и дознаете се за кашлицата. Што се треба да знаеме за кашлицата кај возрастните? Разговараме со доцент доктор Маријан Баловски, специјалист по пулмологија и алергологија во Градската општа болница 8 септември. Докторе, добре ни дојдовте во телма амбуланта. Благодарам Добар ден. на поканата, на ви задоволство да гостувам во вашата емисија. Голем поздрав до гледачите на телма амбуланта. Докторе, велат дека кашлицата е најчестиот симптом кај човекот. Значи, симптом. Што тоа значи? Кашлицата не е болест, туку е симптом на болест? Така, дефинитивно, кашлицата е симптом на некое заболување, но најчесто, значи не значи секое кашлање, посебно нели во детска возраст, па исто и кај возрастен човек, секојаш кашламе во тек на денот, како рефлексен механизам е начин да се исчисти дишното стебло од, да кажам, некоја иритантна материја, од секрече кое што може да се случи при јадење, при пиење на течност или при слевање на секрече од носот, или да кажам се најдеме во ситуација каде што има прашина, се обидува телото да исчисти дишната цевка, бидејќи секојдневно ние со актот на дишање внесуваме голем број на литри на воздух, за тоа да се врши размена на гасови. Во тој воздух има се и се што, посебно во воздухот кој што не го дишаме ние и светот околу нас. И природата нашла начин да со самиот акт рефлексен, кој што има своји патишта, кој што почнува значи со дразба на тусигени зони, кои се лоцирани во ждрелото, значи во фарингсот, дош целата дишна цевки, како што се гранаат, да кажам, дишното стебло, се до ниво на малите дишни патишта, веќе понатаму таму каде што се врши размена на гасови, немаме такви тусигени зони. И затоа често болеста кога почнува во паренхимон на белите дробови длабоко првично, не е како прв симптом кашлицата. И сега што се случува? Се случуваат неколку механизми. Прво, длабоко се зема воздух, значи велим имаме длабок инспириум. Понатаму се затвара глотисот, тоа е делот надглутни конили, со цел да се спречи да тој воздух нагло излезе надвор, се контрахира, диафрагмата максимално е опуштена кога земаме максимално воздух, проширен е градниот кош. И сега, веќе пред тоа дразбата предизвикала да преку соодветни нерви, можеме да ги спомнеме, тоа се тригеминис, тоа е глософарингус, тоа се вагус нервот, тој е оној пат кој што натерал да ние длабоко извршиме вдишување и го наполниме градниот кош, а пошто горе како со капач е затворен дишната цевка, се зголеми интраторакалниот притисок, се стисне самата трахеја како голем, да кажам, голема дишна цевка и пошто е стиснат просторот, под една голема брзина се создава, се отвара нагло капачето, глотисот и изфрламе, значи, при максимален сега експириум, го изфрламе цел тој воздух надвор и така чистиме буквално се или, наравно казано, како кога ќе го пуштиме цревото носевачата, ама на отворот каде што ги изфрла воздухот, нели нагло ако има нешто заглавено во цевката, го изфрла нели воздухот надвор. Тоа е чиста физика и така завршува тој рефлексен пат и се смирува, ќе го изфрлиме нели тоа тело кое што може или таа иритација која што довела до да кажам да изреагираат тусигените зони. Понатаму е знак на голем број на заболувања. Најчесто се тоа настинките, вирусните инфекции, односно сите заболувања кои што прават штета на респираторниот епител. Значи почнува процес на респираторниот епител, но тоа можеме пополека да го обясниме како што ќе ги раскажуваме, да кажам, симптоми. Можеме веднаш да започнеме тука со причините кои што доведуваат најчесто до кашлица, а тоа се секретот што се спушта од носот
последица од астма или хронична обструктивна белодробна болест, бронхитис и воспаление на белите дробови, рефлукс на киселината од желудникот, голема магарешка кашлица, лекови за регулација на крвниот притисок, срцева слабост, психогена кашлица, загаден воздух и пушење цигари, туѓо тело во долните дишни патишта, рак на белите дробови. Навистина многу причини може да доведат, сигурно има уште некои кои што сме ги пропуштиле. Докторе, да започнеме со секретот што се спушта од носот, дали секогаш ќе биде последица на тој секрет кашлицата? Постназално слевање, да, дефинитивно е последица. Ние секогаш носите исторениот дел на дишната цевка. Значи, зборуваме секогаш за обединет дишен пат. Никогаш пулмолозите не го смета носот дека е небитен дел, туку напротив, тој е буквално дишната цевка која што е во контакт со надворешната средина. Има многу сличности самиот епител и голем број на медиатори, како и нервацијата, е буквално се слични механизмите, буквално. Така да улогата главна е да го затопли воздухот и да го исчисти од частичките и најчесто со тоа кивање што го правиме и сфрламе голем дел од нечистотиите, за тоа да спречи да голем број на супстанции кои се штетни, дали се тоа полени, прашина или танси, покрупни частички, отидат во долното дишно стебло, каде што треба да се чува во поидеални услови, бидејќи веќе таму се врши размената на гасовите. Еден многу битен момент, бидејќи без кислород нема живот. Напрото се изумира телото едноставно. Сега, кога ќе се случи некоја инфламација, без разлика дали е тоа иритација од прашина или најчесто кога имаме алергиски заболувања или неалергиски ринити, 50-50 ринити поврзани со голем број, да кажам, на други токсични материи, не мора само да се регените во прашање, ако не носат постојано, да кажам, затнат или се слева секрет кој што ние не може да го издуваме, тој секрет, посебно во вечерни часови, знае да се спушта надолу и со цел прави штета. Дефинитивно. Бидејќи тие налепи кои се јавуваат до трахејата и понатаму како што се слева и десно и бело, дишно стебло, левото дишно стебло, одејќи на ниво на сегментните, субсегментните бронхи, веќе го штетува епителот, ова постојано се слева, и еден знак на тоа постназално слевање, дека имаме некаков проблем кој што ние треба да го третираме. И затоа кашламе, посебно тоа е кашлање специфично во раните утрински часови кога стануваме или кога легнуваме, бидејќи главата ја наслонуваме наназад легнувајќи и поизразено е, да кажам, тоа слевање. Каква е кашлицата, докторе? Дали е сува, дали е продуктивна, искашлуваме нешто? Овде имаме искашлување при тоа слевање. Сето искашлок може да биде прозирен, кога е резултат на или некоја вирусна, или да кажам некоја алергиска манифестација, или може да биде обоен. Ако е бел по боја, бел обоен искашлок, имаат болните со ХОП, со хронична обструктивна белодробна болест, кои што најчесто се колонизираат бактерии, бидејќи веќе тука имаме сериозни процеси кои што се прават на епителот на долното дишно стебло и веќе комплетно ремоделирање на дишното стебло, губитокот на малите дишни патишта, имаме една промена на самиот епител да спек на продукција зголемена на оние пехаристи клетки кои создаваат секрет, имаме уништување на оние цили, оние трепки кои што го чистат во една насока секретот, па затоа често изостанува, се променува и пулмоналниот микробиом, значи се наколебуваат бактерии кои што колку да ги третираме со антибиотици, остануваат перзистери во тие биофилмови и често тој секрет станува обоен по боја и веќе почнува инфекција која што дополнително зголемува продукција на секрет кој што овие болни ради тешината на болеста некојаш дешко да го искашлаат. И тогаш велиме дека таа болест екзасцербирала. Екзасцербацијата често бара употреба долготрајна и на антибиотици со нередовната инхалаторна терапија и посветен лекар и често овие болни завршуваат и со хоспитално лекување. Сува може да биде кашлицата. Со искашлување сосема на скуден искашлок на крај, како што е болните кои што имаат астма, каде што иритацијата сосема е поинаква. Не мора само да е алергија, ние познаваме и неалергиска астма, освен алергиска астма. Секогаш, да кажам, од пракса, пациентите бараат некоја причина, да го откријат причините кој што ја потикнал самата инфламација, која што е специфична и единствена таков тип во човечкото тело. Често и не се успева
затоа што многу голем број на потикнувачи можат да бидат за да предизвикаат астма. Освен најчесто алергените, 50%, и каде што почнува уште во раната детска возраст, кај дечињата, нели имаме ран почеток астма, каде што имаме класични знаци за она атопија што нарекуваме, нели со атопичен дерматит, понатаму имаме алергички ринитис, па имаме астма појава. Но имаме исто и астма која што ја велиме еозинофилна со дочен почеток, каде што почнува некаде 30-та година и каде што нема да имаме атопија во детството, нема да имаме, да кажам, алергиски ринит, а одеднаш, значи, ние добиваме астма со сите карактеристики, значи, стува, кашлите, свирење во гради, глад за воздух, тежнина, нели. Најчесто симптомите почнуваат како ноќна кашлица, дури некои имаме фенотипи каде што имаме астма, каде што буквално само кашлаат пациентите навечер во ноќните часови. Понатаму имаме и друг тип на астма, например, која што е поврзана со бременост, астма која што е поврзана кај пушачите, астма поврзана со дебелина, предменструална астма. Имаме астма поврзана со лекови соодветни, например, со пиење на аспиринот и други нестероидни, да кажам, ревматици. Така да по чадоро диагноза на астма се кријат голем број на фенотипови и ендотипови, значи во скоп на самиот фенотип, така да битно е се поставува диагноза, помозите сме вешти во тоа да го поставиме нели диагнозата на астма. Знакот кашлицата постои се додека ќе постои таа инфламација, додека нели ние не ја скротиме со самата терапија. Значи еве начелно во некој круп, но исто ако се накалеме некоја инфекција, да кажам вирусите, можат да екзацербираат самата астма или некои атипични микроби можат да направат симптоми освен сува кашлица кои што налекуваат на астма, бидејќи како што навлегуваат во епителот, на сосема поинаков начин предизвикуваат да имаме на хиперреактивност на самиот дишно стебло и да дадат свиркање. Не секое свиркање значи астма, да не се утплашат гледачите, таман работа, но сепак нели помалку ќе издиференцира дали се работи за астма или некаква обструкција која се случува во скоп нели на соодветна инфекција, која не се повтори. Никому ништо, таман работа, нели сите ние некојаш посебно типични предизвикувачи како голем број на респираторни инфекции или да кажам микоплазмата, знае да даде кашлица која што е сува и која што не поминува ни 2 до 3 месеци и после да кажам ова чистење на самиот предизвикувач. Отстранувањето на предизвикувачот. Ако се накалеме сега бактеријска инфекција, посебно поинаков патот на бактериите, размножувањето и правењето на воспаленија, значи, не чекува сува кашлица нема да преде во продуктивна. Така да, значи, со искаштот ние начелно кашлиците ги делиме на суви и продуктивни, но не секогаш нели сувата може да преди во продуктивна кашлица. Докторе, некогаш и луѓето кои што немаат проблеми со белите дробови, кога ќе добијат некаква настинка, некаква вирусна инфекција, почнуваат да кашлат упорно и кашлицата да трае со месеци. Така. Ке се изолира некој вирус, но кашлицата трае со месеци. Тука веќе доаѓа до страв кај пациентите, помислуваат на разни диагнози и на компликации. Треба да се помислува, бидејќи живееме во лоши времења, дефинитивно, но не сега секој кашлање да ни прави паника, бидејќи ние дневно во текот на пат гарант 2-30 пати подкашлуваме, нели од X причини. Друго е кашлицата кога е знак на сериозна болест, значи таа сепак не поминува така лесно и ги променува незините карактеристики. Веќе за жал, можам да кажам дека има рапиден пораст и на болни со малигни заболувања, така да кашлица која што трае долги месеци, значи не се смирува на никаква терапија, која што има и плюс други симптоми, како да кажам примеси на крв може да има во кашлицата. Не се тоа обилности како ширички на крв. Пак велам да не се плашат гледачите, пошто не е тоа целта е едукација. Може да значи примеси, некој да ја пациент или доктор искаша мали примеси на крв. Има, например, се лекува од бронхит, често кашла, зависи на каква е, кој е предизвикувачот на таа кашлица, зависи од претходната состојба на телото и може преку таа честа кашлица која што нели нуди примерак преден трахеит, трахеобронхит, има дори болка позади граната коска, толку е оштетен епителот од предизвикувачот, значи тоа се вирусни инфекции, некојаш и бактерии, мада бронхитите почнуваат како вирусни инфекции. Оголениот епител и силното кашлање, бидејќи се надразнети тие тусигени зони, и буквално нервите за вршетот се стимулираат да пациентот кашла. Тоа е толку често, толку во епизоди, што некојаш, ако тоа е поагресивно кашлање,
зависи од состојбата на епителиот и претходно, дали тој пациент бил пушач или има друго заболување, може некогаш да се разране некој крвен капилар и да имаме скудна крвава содржина. Но ако тоа се повторува често, треба да биде еден знак дека треба да се направат по-сериозни исследувања, значи да не се игнорира како симптом. Но пак велам, не малку кога бев настигнат и искашлав, тоа е во склоп на самата настигна, например при бронхиектазите, тоа се оние, да кажам, деформирани дишни цевчења од претходни инфекции, најчесто порано биле почести во времената кога нели се прележувала туберкулозата, но денеска знаат да се сретнат како резултат на потешки инфекции во детството. Тие бронхи не можат убаво да се ишетат од секретот и секогаш има нели при инфламации чести кои се прават, да ради тежното искашлување на самиот насобран секрет, да ние искашламе некаде со крвава содржина. Некогаш дури порано во времената кога имало сериозни инфекции, дури се применувале сериозни крварања при кашлањето, кои што некога завршувале со оперативни интервенции, останување на теловост кој што западе со многу сериозни бронхиектази, со цел да го спречат пациентот да не се предизвика хемоптоја, која што нели може да биде, тоа е огромна количина крв се искашлува и може да го угуши буквално самиот пациент во собствена крв. Денеска тоа за среќа е многу ретко и во современи центри во близина од нашава земја, че може да се реши со ендоскопска интервенција нели преку, да кажем, аблација на соодветните крвни садови кои што водат до исхрана на соодветната артерија, кои што ако се чести нели тие хемоптоја се да се пошират тие пациенти од оперативни интервенции. Докторе, доколку некој има бронхитис или пак воспаление на белите дробови, односно бронхопневмонија, колку време кашлицата може да трае и кога се очекува да се смири проблемот? Зависи кој е предизвикувачот. Ние во суштина ги делиме пациентите на према клиничката слика, нели предизвикувачот на пневмонија стекната во зеница, типична пневмонија и атипична пневмонија. Така. Типичната пневмонија почнува буквално чисто здравје, со скок на висока температура, со треска, со студ и веднашка почнува со кашлица која што е со искашлување. За разлика од незе, атипичната пневмонија е почесто некои знаци како покачена температура, не многу висока, со екстра белодромни манифестации, кај што да се по 5-6 дена, дури да свети на дена, бидејќи има и разлика каде е процесот лоциран. Кај типичната пневмонија претежно се лоцира процесот блиско, значи во самото дишно меурче во веолата, нели? Или може да се прошири понатаму и просторот што е околу, а овдека почнува во интерстициумот, значи внатре во самиот простор кој што е помеѓу самите алвеоли и затоа симптомот кашлица, пошто таму нема многу тусигени зони, се јавува и малку подоцна. Така да, но во секој случај се јавува како знак и према сликата клиничка, понатаму према лабораториските следувања, и рентгенските промени, значи дефинитивно златен стандард за диагностика на пневмонија, освен клиничката слика е рентгенот на белите дробови, ќе видиме ни за каков тип на пневмонија се работи, понатаму ќе имаме услови ние правиме микробиолошки анализи, ги испитуваме и се обидуваме нели да го најдеме предизвикувачот, но секогаш почнуваме со емпириски третман. Сега што се паѓаат инфламаторните маркери. Рентгенските промени се случуваат промената оди побавно, така да не се плашат гледачите, ако некој имал пневмонија и се испишал од болница, со се уште присутни нели сенки на консолидација промените. Тие промени значи се чистат од првика, да кажеме некој груп период 4, 5, 7, 8 недели, но кога ќе постојат и после 2 месеца веќе потребно да се направи компјутер да видиме да не бил предизвикувач на некое друго заболување кое што сега се комплицирало со така наречена секундарна пневмонија. Значи секундарна пневмонија кога имаме некое примарно заболување кое се комплицира со инфекција. Со бактерии. Најчесто, најчесто тоа се бактериски инфекции, најчесто тука веќе се работи за промени кои што треба да исклучиме инфилтративна промена со спектна за малигно заболување. А затоа треба да следи тој пациент и некоја зависност предизвикувачот, како што спомнав и преска на почетокот. Ретко трае кашлицата кај типични предизвикувачи подолго од месец дена, но атипичните предизвикувачи знаат да дадат кашлица која што трае некогаш и над 8 недели, што да речеме хронична кашлица, бидејќи во суштина од 1 до 3 недели е акутна кашлица, кога секој ден се секира ако кашла 3 недели, сега луѓето се многу исплачени после новиот период кога сме преклопени со вируси, кашлам недела дена и брзо нели доаѓа со итен упад загрижен, го испив антибиотик, не ми помина кашлицата, гледате дека нема ниту пневмонија, направил сигурно некако си бронхи, дефинитивно антибиотик испил, мирно е се и бара антибиотик. Нема потреба од антибиотик, бидејќи немаме знак
за бактеријска инфекција, вирусна инфекција која што прошла, ама кашлам, докторе, во ред, кашлицата ќе помине. Ќе се смери како што се обновува епителов, нели се препорачува самоенобилно хидрирање, а веќе кај пневмонијата, кашлицата најчесто е со искашло кај ова типичните пневмонии, кој што може да биде различен по боја, во зависност каков е нели предизвикувачот. Таму некои предизвикувачи може да направат и сериозни промени на белодробниот паренхим, да абстедира, да кажеме, на пневмонија, и кога нагло се изфрлаат големи количини на смрдлив секрет, тогаш веќе тој процес на кашлите со искаштување бара еден посреден третман, повеќе месечен антибиотски, и ако не може да се санира, некогаш имаме потреба и од колегите од рекални хирурзи да тој абцес го ишчистат од белото дробие, или, например, ако некоја пневмонија заврши со компликација, со еден преврен излив кој што исто така загнои, бара соодветна процедура на чистење, тоа се ретки, но се случуваат, посебно кога луѓе кои што имаат од X причини ослабен имун систем, но да ги кажеме групата на најчести предизвикувачи, значи, кога имаме типична евена микоплазма пневмонија која што се поминала на нога, човекот не знае дека поминала пневмонија, или се чувствува така малку раздрмано, некоја слабост, болки по коски мускули, ама времето се менува, ако настинка некоја без висока температура или има многу 37 со 3, 4, 5 кој ја мери таа температура, и почнува на сува кашлица и трае. Значи испеле натура антибиотици, па не поминала лабораторијата горе-долу стерилирана. И ако не се направи рентген, дека се восстанови матичниот, ако не поминува за 2 недели да се направи рентген на белите дробие, се фатат тие магничести промени кои се билатерални, кои што не мора да бидат многу зачестени, човекот нема ни да свесен дека поминала на микоплазма пневмонија. Треба пневмослайд да се направи, пневмослайд, да, но се греши, бидејќи гледачите се слушаат, ќе фатат најчесто нели само еден титар на антитела, према предизвикувачот, но тој титар треба се провери дали расте, каков е понатамошниот тек, брите некад се случуваат и вкрстени реакции, и ако немаме ние клиничка слика, ќе најдеме, например, најчесто се плашат баш току најчесто има заболни околу игранерата или околу микоплазмата, имам бактерија, докторе, во крвта мора да се чистиме. И упорно бараат антибиотици, некогаш, за жал, се купуваат тие антибиотици самостојно на своја рака, се наоѓаат начини се купат, тоа е реалноста, нема ништо да ја криеме. Некојаш има клиничните лекари, нели, даваат, нели, но сепак најчесто се зема антибиотик на своја рака и се злоупотребува користењето. Берите гледачите нека слушнат самиот назив антибиос, лек против животот. Значи не сме да се дава антибиотик кој не е потребно. Прво, што правиме? Правиме штета на самите нас. Тој антибиотик, освен штетните бактерии, значи треба се дава само има индикација за антибиотик. Најчесто злоупотребата е во детска возраст, дефинитивно. Добри бактерии. Така. А понатаму, нели, ке возрастните прави соодветна промена на цревниот микробиом, прави промена на оние презистери кои што ние сите ги имаме, почнувајќи од устната празнина, од кожата, меки ткива, подкожни ткива, па и во бели дробови. Значи, дозволуваме развиток на оние резистентни соеви, кои што го нарекува презистери, кои што полека се прикриваат во тој биофилм, и посебно ке хронично болните, кои што често ради болеста има потреба од лекар инвестира на антибиотерапија, без разлика каква болест работи, не мора да е помолошка, веќе ќе станат тие бактерии сензитивни, отпорни на секаков антибиотик. А втора работа, многу антибиотици кои што се даваат, случајно на бета-лактамите кои што се помалку токсични, нели, да кажам се релативно безбедни, но за жал премногу злоупотребени, и ние сме во неможност да одбереме антибиотик адекватен кога ќе дојде, бидејќи на се буквално отпорен тој микроорганизам, а таа отпорност ја добил самиот, бидејќи пациентот злоупотребува антибиотици. Но има и група на антибиотици кои општо не се безазлени, освен што ги уништуваат и другите микроорганизми, тие се и токсични. За црниот дроб, за бубрезите, за соодветни заболувања, други ние треба да внимаваме дали може интеракција права со другите групи на лекови, така да многу внимателно еден апел да не почнуваат самите пациенти да земат антибиотики на своја рака. Доколку се работи за микоплазма, колку време се зема антибиотична терапија? Зависи, значи треба да се потврди. Клиничката слика гледаме комплетно, значи нема некое си правило што може да го дадеме вака преку мала екран во емисија. Секој пациент е посебна. Индивидуален пристап кај пациентот од симптомите. Самиот третман е поинаков. Дали има клинички знаци? Ако нема клинички знаци? Ништо не даваме антибиотици, велам, не бараме ние бактерии кај нас. Многу често се прават и грешки, конкретно еве родители кои што имаат дечиња,
ќе открие некој микроб при брис од нос. Значи, ние самите, од каде да земеме брис сега кај нас? Ние имаме ќе најдеме бактерии. така. Сите типови на бактерии се присутни на кожата, во слузниците, во устната празнина, во носот, во искашлокот, за тревата да не зборувам. Значи, и тој, да кажам, микробиом е различен. Например, на челото имаме ние други микроорганизми, под пазувите имаме други, во носот други, но тие живеат во една симбиоза. Значи, ние сме преполни со микроорганизми, но и меѓу нив има и доста штетни. Кога живеат во една заедница, секој си го знае своето место и никој не здивува. Од X причини, кога се случат некои соодветни промени, може многу лесно да самиот човек, да кажем, во ситуации кога да кажеме во болница, кога нарушен актот на голтање, на дишање, пример кој ќе добие мозочен удар, да тие микроорганизми се слеат од самиот фарингс и да направат че така дојде во место каде што нели пример бели дробови, но тука веќе имаме други моментуми. Само барање на причинители без клиничка слика, навистина ние ќе најдеме микроби, но не треба да ги третираме. Значи тој микроорганизам си постои, ама не пребелја, апсолутно. Значи се лекуваат симптоми. Се разлекува болест. Не се бараат микроорганизми без потреба, нели? Ќе ги најдеме, но нема потреба да ги редуцираме. Така пневмостаит не се прави без потреба. И ви велам да се повтори диагнозата, сега има многу посензитивни методи, но за жал се многу скапи. Тоа се нели овие PCR методите кои што од соодветен искашлок и треба да внимаваме дали тоа е искашлок или е испиовок. Бидејќи правилен искашлок нема да биде со содржина нели од ова, да кажам, од плунка. Тоа е претежно испиовок. Правилен искашлок треба да потекнува од долното дишно стебло и се разликува и тој не е тешко да го земете кога имате пациент кој што има продуктивна кашлица. Тој нонстоп искашлува. Но и при тоа е можно контаминација да добиеме лажно позитивен резултат. Затоа многу внимателно со читање на тие наоди, да не биде лаичко и да не биде страна на пациентите, него да биде со лекарот кој што го лекува, да се одбере соодветен антибиотик и само ако имаме клиничка слика со симптоми, со покачена температура, со рентгенски наод, ако се работи за пневмонија, ако имаме трахеид, да кажеме, или бронхит, кој што е предизвикан од вируси, немаме потреба од антибиотик. Зошто да даваме антибиотик првите денови? Да се стрпи телото, едноставно се тоа следи. А кашлицата ќе остане по завршување на антибиотска терапија. Значи, некогаш имаме до месец, месец и пол, 2 месеци, па и 3 месеци кашлица. Но даваме нели предсовети за обилно хидрирање, ако има потреба ќе се вметне некој инхалаторен препарат, ако била таа клиничка слика поизразена, ако стане предизвикувач, да кажам, направил некои си промени кои што довел до хиперреактивност во дишното стебло и ние мора да го смириме, но сепак тоа да биде во комуникација со лекарите. Со примирање на кашлица на своја рака апсолутно забранувам. А тоа го прават сите. Веднаш што имаат кашлица, одат во аптека и барат некој препарат за смирување на кашлицата. Има разни препарати за смирување на сува кашлица, за смирување на продуктивна кашлица. Зошто не советувате да се направи? Билните препарати нема да направат штета. Тоа се нели препарати истински лиша или белслес или понатаму. Нема да направат беѓа. Никако проблем нема. Но страшно е оние кои што земаат препарати кои што делуваат централно, значи на сувата кашлица. Не знаеме ние кој е предизвикувачот на кашлицата. Често ќе направиме сериозна компликација, бидејќи телото се обидува да се исчисти од тој секрет што се собира или од таа дразба која што довела до кашлицата. Рачунајте сега појава на, да кажам, на некоја си инфекција. Го супримираме центарот за кашлица кој што е сместен во продолжениот мозок. Тоа се лекови кои имаат централно дејство, антитусиците. И се собира секрет кој што ќе накалеми сериозна инфекција во прв факт. Значи не смее никако да се наполни дишното стебло, посебно малите дишни цевчиња со секрет, бидејќи тој секрет. Значи може да дојде до сериозна компликација. Сериозна компликација. Затоа велам обилно хидрирање. Понатаму тој секрет, ако има тој пациент хоп или ако има астма, се во видео значи се случуваат оние мукусни чепови кои што го преплавуваат белото дробие во ниво на тие дишни цевчиња алвеоли, кои што ќе екзацербираат самата болест. Дури ке здрав човек кој ќе се запушат цевчиња, те се голем број на број. Тоа се како едно фудбалско игралиште, нели, кога ќе ги растуриме анатомски, нели, кога ќе успееме да ги распостелиме. Но голем дел од нив ние не може да оди воздухот. Како ќе оди воздух кога нешто затлата со секрет, нели? Па сивото не симптоми на тешко дишање, тоа самите ние сме го
направиле земајќи антитусици. Никако земање лекови кои што нели во својот состав имаат кодеин или други супстанции кои што делуваат на мозокот. Ако веќе сакаат да земат нешто на своји раце, може слободно да одат со да кажам некој билен препарат или да го земаат N-ацетилцистеинот или да кажам апроксолот кој што освен што помага да се расхинат тие густи, да кажам, нишки кои што ако е продуктивна кашлицата, имаат и своја, посебно N-ацетилцистеинот, има своја силен антиоксидативен ефект, односно подпомага да се спречи онаа штета која што настанува во белодробието како резултат на воспалението кој што продуцира создавање на голем оксидативен потенцијал кој што ги оштетува клетките, да телото полесно се избори на некој начин да се регенерира побрзо тој сам испетел кој што е оштетен. Добро што ни го дадовте овој совет, докторе, бидејќи многу на своја рака не. Да, на своја рака не. На своја рака само никако. хидрирање, напивки, белслес може билен препарат, но никако да не земаат пациентите централни антитусици, никако. Одиме понатаму со она што го предвидовме за денеска, а вели кашлицата може да биде предизвикана од рефлукс на киселината што се враќа од желудникот. Дали единствениот симптом за оваа болест може да биде кашлицата и како таа изгледа? Може, ако рефлуксот не е многу изразен, ако е во помала количина. Претежно тоа се луѓе кои што имаат претежно се крупни луѓе се тоа, кои што имаат попуштен сфинктерот, нели, кај што езофагусот, хранопроводот преминува нели во желудникот и содржина најчесто ако се прејадуваат, но не мора некој што слаби луѓе ги имаат овој рефлукс, мала содржина кој влегува нели излегува од езофагусот, оди нели до самиот фаринкс, голтникот каде што е, и мали капки можат да навлезат да го надразнат голтникот и да навлезат до штрахејата и да дарат еден брикетој киселина. Сега, најчесто, дори имаме ние посебен ентитет на појава на овој герб, да го откриеме, збориме за асимптоматски случаеви кои што преку ден немаат нели зголемена киселост, немаат регургитација, свесна на голема количина дури ни жарење во градите. Навечер се присутни симптомите и дури може да направи да при тоа, иако се тоа микро, тоа се капки, тоа се минимални количини, затоа ги немаат симптомите на печење во хранопроводот, да ако не се симне нели надолу таа содржина, па ќе се разбуди нагло пациентот се на силна кашлица во тек на спињето, дури може да дадат и синузити. Значи рачунете ако нагоре да прејде, буквално нели долж горното дишно стебло, значи носот и да дадат и синузити ако имаме еден грип кој што не е лекуван. За овие пациенти совети промена на хигиено-дететски мерки, значи да не се прејадува, да има чести мали оброци и да се види дали имаме на инфламација со Helicobacter pylori, која што би се ерадицирала со 7-дневен антибиотски третман, ќе се даде кај овие пациенти кои што имаат кашлета која што е долготрајна. Ние секогаш како помолози, освен лековите кои што ги даваме, значи сме случили астма, сме случили хоп, нели тоа лесно се прави дури буквално во посета на амбулантите со спирометрија, со пратење на ревизибилноста преку давањето на вентолин, аускултаторниот наот, рентгенска снимката на белите дробови или да кажам рентгенсцинусите. Значи откако се ќе биде исклучено, така? Ние кај овие пациенти вклучуваме PPA инхибитор, кој што го некаде држиме од прилика до 3 месеци и гледаме дали се симптомите смируваат. И така ние значи доаѓаме до инаку нели како ќе го докажеме грибот. Има сега некои тестови кај што се мери киселост преку носот со некои цевчиња, ама тоа е претпоставувам многу мачно за пациентите. Да, на поедноставната варијанта може да направиме ние, да кажам, збориме за оној окултен герб кој што не може да го откриеме, инаку ако се направи гастроскопија кај тие пациенти може да се видат микролези на самиот хранопровод дефинитивно и промени, да кажам, на самата слузница на желудник, која што е заштитена од киселината, има посебен слој слуз кој што е штити, го штити петелот. Езофагусот веќе ќе има болка, ќе има промени миниатурни, збориме за поблак герб, за веќе посилен поизразен герб, тие пациенти самите пројавуваат дека често им се враќа и преку ден бидејќи ослабен сфинктерот и преку ден се враќа содржина од желудникот која што е кисела, која што буквално пече и ги дави, ги гуши некоја што кој таа киселина поголема вратена во самиот нели ларекс, бидејќи тој дел нели е многу и богат со токсигени зони, се штити белото дробие, петелот тука е поинаков и затоа велам кашлицата прво еден рефлексен акт опоменува дека нешто се случува надвор од телото. И затоа значи овие пациенти треба внимателно да се простелат и само со давање на PPA инхибитор
ќе се смири секрецијата зголемена на HCl, на слона киселина, која што е нормално треба да припризната само во желудникот, не понатамо, ниту надвор од желудникот, во стревата, ниту нагоре, нели, во езофагусот. И со ерадикација на причините од Helicobacter pylori, да кажеме, која е причината таа зголемена киселост, и со промена на хигиенотетските навики, тие пациенти веќе се излекуваат и за неколку месеци немаат кашлица. И им се смири кашлицата. Да. Следно ни е голема, односно магарешка кашлица. Дали како изгледа магарешката кашлица кај возрастните лица? Кашлат ли тие на сличен специфичен начин како и децата со тој кашлат. призвук? Поблага е клиничката слика дефинитивно, но кај дечињата е многу опасна, посебно кај новороденчињата, затоа апелирам да луѓето кои што имаат дечиња, малечки дечиња, да го почитуваат редовниот вакцинален календар, да не се плашат дека вакцините ќе направат штета. Напротив, бактеријата прави штета. Bordetella pertussis, грам негативна бактерија, за жал вратена повторно, не само кај нас, него земјина регион, ради антиваксер кампањи кои што ги има насекаде во светот. Родителите веќе се плашат од се, но некако стана чудно да се плашиме од најголемата придобивка од минатиот век, тоа е вакцинирањето за голем број заболувања. Планетава е толку преполната с луѓе благодарение на тие вакцини, значи превентивно, бидејќи голем број на болести се искорени, се маната кога е вакцина што нема долготраен имунитет, дури и прележувањето на болести има неколку години имунитет. Нема траен имунитет, ниту прележувањето. Но друго е кога ние ќе го запознаеме имуниот систем со антигените на Bordetella pertussis, посебно во раната детска возраст, или да кажам пред да настане сериозна инфекција која што е многу тешка. Зошто е тешка кај дечињата? Бидејќи самата бактерија толку го уништува епителот, прва самата бактерија, грам негативна бактерија, после оној епител кој што е оштетен од незините токсини, буквално рани тој епител. И се рачунете оние мало нежно дишно стебло, во првите недели на симптоми, првиот период е катарални симптоми, како секој обично настан, ги слично и како кај возрастните. Кај возрастните подрогобарите се најчесто вакцинирани или дошли во контакт со бактеријата и поголем е обемот на дишното стебло, значи пресекот на големите па и малите дишни патишта. После тој катарален стадиум, следно е карактеристичен знак на како лавеш, буквално кашлањето при тоа издишување во серија. И не може детето кога да диши, и возрастните се така, значи кај возрастниот ќе се манифестира на исти начин? Дефинитивно е. И сега кога се бори, бидејќи помодрува малта, не дори може да пукнат и капиларите во очите на овие болни, и тој често во атаки е. Значи кашла во прекини и после нема кога, а упорно кашла, а веќе ги издишал целиот воздух кашлајки, очите буквално го кокорува, помодрува некогаш. Плюс тоа, при тоа силно кашлање се прави, нели, и се ствара еден поинаков притисок негативен во градната празнина, која што притиска и на крвните садови. Големите крвни садови кои што отежнуваат да се, например, наполни крвта преку вена кава инферија во срце, се стеснува, колабира, оттолку што упорно се кашлува, се помодрува кожата, бидејќи паѓаат вредностите на киселот во крвта и после вдишувањето на воздух е толку силно, као малтена, нели, и тој доаѓа како лавеш на куче или како магаре кога рика. Е така затоа се нарекува магарешка кашлица. И повторно почнува кашлува, и тие атаки прават сериозни пореметувања на весовите во крвта и кај еден повозрастен човек, затоа се препорачува вакцинирање и на бремени мајки, со цел да ги заштитат новороденчињата, бидејќи најголем процент на смртни случаи од овие инфекции се случуваат во детска возраст, иако е бактерија за среќа. Имаме антибиотици кои што помагаат, но сепак клиничката слика е толку тешка, бидејќи првите симптоми се неспецифични и не можеме да се препознаваме дека се работи за Bordetella, да минашка ние реагираме со антибиотик. Веќе кога ќе се направи тоа оштетување на епител, додека се поврати функцијата дишна, поминува одреден период и тие болни бараат и хоспитализација. Веќе воведена е вакцината и во препораките нели за болните со хронична обструктивна белодробна болест, како обавезно вакцинирање, освен препораките редовно против грип, како нели и вакцините антистрептококната вакцина, веќе е влезена вакцината против пертусис. Така да постои во изолирана форма и кај возрастни лица, мислам дека треба да биде набавена таа и кај нас.
И никако про пациентите посебно со хронични проблеми не мора само да се со дишна стева. Имаат диабетес, имаат бубрежна слабост, имаат црвнодробна слабост, а редовно да ги почитуваат вакциналните календари кои што препораките за вакцинирање и да се вклучат и вакцината против пертузис обавесно. Докторе, ќе ги скоментирам и лековите за регулација на крвниот притисок. И тие може да предизвикаат кашлица. Тоа е еден од несаканите ефекти на овие лекови. Кај одредена група на пациенти, нека е секако така. Нека е секако, но така. И не се така ретки несаканите ефекти кои што се поврзани со кашлицата. Колку често се јавува овој проблем? Се јавува често, некаде 20% на пациентите кои што се користат, посебно групата на АЦЕ инхибитори, може да дадат кашлица, одредена група пациенти. Каква кашлица е тоа? Тоа е кашлица, сува кашлица и ностоп имаат упорна, не поминува значи со никаков третман. Ќе се направат сите исследувања, значи ќе се отклонат друг тип на заболување, ќе се отклони астма, ќе се отклони хоп, инфекција се отклонува многу лесно, кашла упорно и човек ќе мора да, значи лекар што се бави, па и матичен лекар, да види каква е неговата терапија. Некогаш симптомите на кашлица АЦЕ инхибиторите се група на лекови кои што се почнува третманот на крвниот притисок, почнува се одлични по своите карактеристики, делуваат на АЦЕ конвертирачки ензим кој некој што да не сега спречува создавање на силен вазоконстриктор. Сега тие значи го блокираат тој ензим, но при тоа блокирање кај одредена група се акумулира една друга субстанција која се вика брадикинин, која што пак велам не е секого, преку вагосот доведува до една дразба постојана на мозокот да се има кашлица. И чувствуваат дека кога им стои нешто тука, као груткане кај во грлото, нонстоп кашлува. Тоа кашлање е сува како подкашлување, али е присутно и го онеспособува неговото секојдневие. Бидејќи нели друго е да подкашламе неколку дена или мал период, а друго е да ние кашламе континуирано. Тие пациенти имаат и лош сон, се будат често ради кашлицата навечер, лош социјален контакт, бидејќи било каде да работат, нонстоп нели зборувајќи кашлаат, така да треба да се сети матичен лекар и да не игнорира, прима некои лица се јавува и после воведувањето на лекот, а кај некој може да се јави 2 до 3 месеци после воведувањето на лекот. Зависи, затоа велам дека секој пациент е различно реагира. Посебен приказно, че секој си има своја болест, своја хипертензија, свој одговор према лекот на тоа заболување и треба да се исклучи тој лек. Со прекинувањето на лекот ќе се смират симптомите, но не да се остави тој пациент без терапија. Имаме алтернатива, значи братучетот на тој лек е наравно кажано, араба 20 роблокаторите, препоручените да се адекватно третираат кај тој пациент и да се почека на одредено време, бидејќи некогаш е потребно и неколку недели да се смири кашлицата која што е предизвикал, да кажам, лекот како групата на АЦЕ инхибитор. И срцевата слабост, односно болестите на срцето, механизмот на добивање на кашлицата. Исто така е сува кашлица, упорна кашлица или има и искашлок? Тука веќе сега се случуваат при тие срцева слабост имаме преполнување на белодробниот интерстициум, меѓу простор кој што се полни, нели имаме побавно течење нели на крвта, ниска циркулацијата белодробна и знае често да имаме собирање на течност. Тие пациенти имаат потреба да спијат на повисоки перници, кои ќе легна нарамно доаѓа таа кашлица. Некогаш, ако е поизразен тој застој, белодробен или срцевата слабост, бидејќи не може да испомпа крвта која што доаѓа и од долниот дел и од горниот дел на телото, заостанува во циркулацијата и кој ќе се приполни или тој интерстициум, некогаш и при самото обтегнување се дранат посебни рецептори кои што се во дишното стебло, кои што предизвикуваат оваа кашлица и треба со корекција на терапијата, најчесто се интензивира диуретската терапија и кои болни се олеснуваат и симптомите на кашлица. Следното не е психогената кашлица, односно некои лица немаат проблем со кашлица, но веднаш штом се најдат во стресна ситуација почнуваат да подкашлуваат. Така. Силен е тој момент, дефинитивно, кога одредени лица кои се кога имаат нели соодветни стресни ситуации, веќе се развиваат нели посебни механизми, радиоактивност нели на симпатикосот тука преголема која што е да се јави тој посебен миг на кашлица која што поминува по исчезнување на стресниот период. И најтешко да се откријат, бидејќи секогаш ние како лекари најтешко да се откријат. Најтешко да се откријат, значи ќе направиме голем број на испитувања со цел да отклониме секакво заболување, бидејќи постојат заболувања кои што, да кажам, не може не се да фрлиме на тема
на психогена кашлица, но тоа постои, треба да се знае. Тие пациенти се упатат на психијатар со давање на соодветни лекови кои што малку би го пуштиле телото, би нели довело до смирување на кашлицата. Така да инаку тоа е секојдневие и за жал е чиста работа, но секогаш да не биде она последното, но да се посомневаме. Некогаш и, да кажам, и болестите кои што се и хроничната белодробна болест и астмата, посебно астмата, може да биде влошена при соодветни емотивни настани. Не мора да се тоа негативни, не мора да се нервозни, може да се позитивни. При слушање на нека добра вест, дефинитивно, значи таа експлозија на ослободување на хемикали, она трансмитери во телото, знае да го активира тој механизам кој што веќе има сосема поинаква реакција. Бидејќи контролата на актот на кашлица е централна. Значи, тука се вклучени многу, да кажем, имаме аферентен, имаме еферентен пат и мала промена на тие трансмитери кои што делуваат преку периферните нерви кои што здегуваат од мозокот, може да го надразнат центарот и да предизвикуваат акт на кашлање. А некогаш можеме и да кашлуваме и свесно. Значи, не секогаш е несвесно, несвесно преголемо, свесно кашлуваме, тоа нели да опомениме дека сме тука, па и сме се нашли во небра на некој момент, па подкашлувајќи ќе дареме. Докторе, уште малку време имаме на таков начин. Така интересна е кашлицата, но не може да ја скриете, затоа што светната е поретка нормално. Кашлицата не може да се сокрие, да знаете кој е причинител посебно на соодветно заболување, па и дури психогената, ако го изнервирате колегата или колешката или партнерот со кој живеете, ако имате психогена кашлица, одма ќе почне да кашла. Кашлицата не се скрие. Не може се сокрие. Таа е како вистината. Така, баш како вистината. Доктор, уште сосема на крај, бидејќи имаме неполна минута до крајот на денешната Тилма амбуланта. Сосема на крај, веќе споменавте дека загадениот воздух, пушењето цигари прават проблеми, но што е со туѓото тело во дишните патишта? Се случува некогаш луѓето да се засркнат јадејки. Може ли ако се смири да не се секираат, ако се смири не е проблем. А може ли да туѓото тело залетне некое мало парченце внатре? Може и поголемо, може да кажеме да се спреда дури и зап. Јас еве посетувајќи конгрес сум гледал видеа колеги каде што во земји кои што се сиромашни како Индија научиле да ја голтаат живи рибчења, некој тип на рибчења кои што имаат проблеми гастрични, па мислат дека ќе биде среден гастричен, пример улкус. Ако е голтата риба, се случило да во дишното стебло буквално при тојак на голтање дразба да не го голтне рибчето, него буквално влезе во дишното стебло и тоа се живее, има влага, има воздух и тоа буквално нели плива. Или да кажем луѓе кои што имаат пародонтопатија, па некоја се случи да зап, кој што пан или коренот зап го вдише додека спие. Или кога јаде, најчесто да кажам не се каните ова да кажам при жвакање на храна или кој некој е понака лаком и голтан неубаво и жвакан или е нарушен акт на голтање да вдише, но кога ќе се вдише поголем залак или некоја мала количина на течност да направи кашлица и ќе се искашла никому ништо. Посебно треба да се внимава кај дечињата и при вдишувањето на органски семки кои што знаат да балберат кикерики. Да изртат така. Дефинитивно да изртат, буквално се случува и ртање и клиничка слика е подраматична, се обидувам таа качено че не престанува веднаш. После како се заглави некаде во некој си бронх, ќе се смири привидна ситуацијата, ама ќе се случи тука организирајќи го тоа страна телото, ќе направи компликација која што нели некогаш ние се сомневаме дека кога ќе направиме бронхоскопија се прави кај тие да кажам симптоми кои што се чудни, ќе мислиме дека се работи така убаво испроорганизирано тоа страно тело како да имаме ендоскопски навод на малигно заболување, но чистејќи го тоа тело не ќе го видиме страното тело и се врши екстрипација со помош на бронхоскопија, а инаку ако се е свесен пациентот, ако знае што направил, дефинитивно и не се гледа тие страни тела, може да бидат тие страни тела и некојаш делчина од протеза, може некојаш дури да се вдиши и страно тело кое што е остро, чепкајќи заби, чепкалката заби, некад и дури мали шпенак го имаме најдено вдишано, верувајте. Ако е несоодветно место да заглави тоа страно тело, сепак и тоа копчиња, значи буквално секој што става во уста, што глицка, затоа препорачливо е само да се става во уста храна и ако си има расипан зап, дефинитивно се поправи, нека делови од поломба се вдишуваат. Значи буквално се може, ви кажав пример со живи организми да се вдишат. Обаведно се направи бронхоскопија, која што се прави во специализиран центар, значи
со интубиран пациент, релаксиран и се бара тоа страно тело по претходно направен рентген и компјутерно бели дробови. И се вади тоа страно тело со посебни кошарки се вади, се екстрипира и така завршува приказната на варење на страно тело. Но тоа се поретки случувања и веќе пациентот е свесен што се случува со него. Инаку загадениот воздух прави сериозна штета на целиот епител, да бидеме реални, затоа и повеќе кашламе кога се тие концентрации преголеми. Но за жал, за несреќа, ние сме нон-стоп изложени на тој загавен воздух од дизел издувните честички, па се до индустријата која што нели го прави, па горењето на дрвета и така натаму и ние за жал епителот полека се видоизменува и сме поподложни и не само на кашлицата, туку и на развиток на сериозни заболувања. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Навистина денес имавме обемна тема, но многу интересна. Ви благодарам за бројните појаснувања поврзани со кашлицата. Следното ни беше рак на белите дробови, за жал многу чест проблем, но за тоа цела емисија ќе посветиме во едно од следните тема амбуланта. Почитувани, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска. Гостин ни беше доцент доктор Маријан Баловски, алерголог, пулмолог во Градската општа болница 8 септември. Пријатно.